Началникот на Генералштабот на армијата, генерал-мајор Сашко Лавчиски, и државниот секретар во Министерството за одбрана, Елизабета Чуповска-Ристова, се во повеќедневна официјална посета на сојузната држава Вермонт, САД. Посетата е дел од програмата за партнерство и опфаќа средби со Националната гарда на Вермонт, Воениот универзитет Норвич и државни представници, вклучително и гувернерот Фил Скот. Главната цел е унапредување на стратешката одбранбена соработка, размена на искуства и планирање заеднички обуки. Генералштабот на армијата нагласува дека ова е уште еден чекор во јакнењето на интероперативноста со САД во рамките на НАТО сојузништвото. Според последните податоци од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, нема пензија пониска од 18.192 денари, што представува 74,6% од минималната плата. Просечната пензија е 26.207 денари, а минимални примаат 91.659 пензионери, повеќе од 1/4 од вкупно 346.395. Најголеми минимални пензии имаат тие што се пензионирале до крајот на 1996 година, а најмногу корисници, 53.600, земаат пензија од 18.852 денари. Со законските измени, усвоени во собранието без глас против, предвидено е линеарно зголемување на пензиите во септември 2025 и март 2026 година, според методологија базирана на инфлацијата и растот на платите. Владата очекува зголемување од по 1000 денари во двата термина. Инаку, 18 пензионери имаат највисоки пензии од 88.013 денари, додека пензии над 62.482 денари прима помалку од 1% од пензионерите. Унгарскиот премиер Виктор Орбан остро го критикуваше новиот трговски договор помеѓу САД и ЕУ, оценувајќи го како полош од оној што Доналд Трамп го постигна со Велика Британија. Тој изјави дека Трамп ја изел Урсула фон дер Лајен за појадок и ја нарече лесна категорија во преговорите, обвинувајќи ја дека е ослабнала преговарачката позиција на Унијата. Договорот предвидува царина од 15% на увозот од ЕУ, двојно помалку од најавеното, но повеќе од договорената стапка со Британија. ЕУ се обврзала да инвестира $600 милиарди во САД и да купи енергенци од $750 милиарди, без јасен план за финансирање. Договорот го критикуваа и францускиот премиер Франсуа Бајру и германски бизнисмени, оценувајќи го како црн ден за Европа. Најмалку 6 лица загинаа во масовно пукање на пазар за свежа храна во Банкок, Тајланд. Инцидентот се случил околу 13 часот по локално време на пазарот Ортор Кор, популарна туристичка локација во населбата Чатучак. Според полицијата, напаѓачот бил облечен во црна мајца и кремасти кратки панталони и по нападот се самообидил на блиска клупа. Пукањето се случило во близина на пункт за хуманитарна помош за жртвите од граничниот конфликт со Камбоџа, па полицијата истражува дали постои поврзаност. Според заменик началникот во Рафа Цуктај, засега се работи за класичен случај на масовно пукање. Во Тајланд, ваквите напади се спочести поради слабата контрола на оружјето. Во импресивна алпинистичка мисија, 8 членови на планинарскиот клуб Лисец од Штип, заедно со уште 5 ентузијасти од регионот, на 22 јули успешно го искачија врвот Пизбое во Доломитите, североисточна Италија. Искачувањето се реализираше преку познатата и технички барана патека Вија Ферата Бригата Тридентина, која е вистински предизвик и за најискусните европски планинари. Учесници во оваа авантура беа Анѓел Шијаков, Емилија Гаврилова, Билјана Лепавцова, Александра Санева, Александар Санев, Мики Станисавовски, Вишна Шорова Ангелова и Мане Ангеловски од Штип, со придружба од планинари од Белград, Скопје, Радовиш и Кочани. Искачувањето бараше голема физичка подготвеност, смиреност и тимска координација. Клубот Лисец со години наназад организира значајни планинарски акции низ Македонија и Европа. Од клубот најавуваат нови предизвици за сите љубители на високите врвови, испраќајќи порака дека природата е најдобрата мотивација за совладување на сопствените граници.